Јавното предпријатие Водовод и канализација секојдневно ја одржуваат атмосферската и канализацијската мрежа. Ние како предпријатие сме задолжени за одржување на канализациониот систем на град Скопје. Канализациониот систем се состои од 1100 километри должина на цевки, нели? Од кои што негде околу 700 и неколку километри се фекална канализациона линија, атмосферска околу 350 километри. Нели во канализациониот систем исто така се спаѓаат и препумпните станици, нели реципиентите и така натаму и така натаму. Одржувањето, ние секојдневно ја одржуваме канализационата линија, значи си имаме одредено нели динамика со оглед на тоа што треба да ја поминеме целата канализациона линија, односно сите тие 1100 километри, на кои што има околу 50.000 шахти и на атмосферската нели и на фекалната и околу 21.000 сливници кои што ја апсорбираат атмосферската вода, нели, дождовната вода и така натаму. Одржувањето го е одредено нели со одредена динамика, односно да биде опфатена секоја улица од градот Скопје, не само градските, зборуваме и за општинските улици. Кога има обилни врнежи од дожд, стручните лица велат дека кој да е град во светот не може да издржи толку големо количество вода за краток период. Редовно се чистат сливниците и машински и рачно. Во последниот период може би е малку по-динамична во однос на тоа што имавме обилни дождови, нели самиот збор обилни дождови, да не речам дури и невреме, имаше на неколку пати нешто што беше окарактеризирано како невреме, односно многу голема количина на дожд за кратко време. Во такви услови не само нашиот систем, било кој систем не би можел да прими толкава вода за толку кратко време. Цистерни под притисок, со цистерни вакуум излекуваме, машински и рачно да речеме ги чистиме, сливниците ги чистиме исто така повеќе рачно, односно ако има наталожено ѓубре, песок, земја во самите сливници, она што може да пропушти решетката. Водовод и канализација апелираат до граѓаните да не фрлаат во канализацијската мрежа отпадоци, особено во атмосферската, каде што се пронајдени огромни тврди предмети, бидејќи канализацијските цевки се оптоваруваат и се запушуваат и така доаѓа до голем обем на дефекти.